Владата и синдикатите утре ќе седнат на иста маса на седница на Економско-социјалниот совет, каде ќе се разгледуваат барањата за подобрување на животниот стандард на граѓаните. Во фокусот на разговорите ќе бидат растот на платите, минималната плата, усогласувањето со трошоците за живот, како и мерките за заштита на куповната моќ на работниците во услови на зголемени цени. Синдикатите бараат конкретни решенија и јасни рокови, предупредувајќи дека граѓаните се потешко ги поднесуваат основните животни трошоци. Владата пак најавува отворен диалог и внимателно разгледување на можностите, а исходот од седницата треба да ги нацрта следните чекори за економската и социјалната состојба во државата. Една од главните точки е изготвувањето на оперативниот план, кој што ова година беше и највисок историски во вредност од 40 милиони евра, кој што иден оперативен план ќе даде и некои новитети и можности за вработување, за отворање на нови компании, стартап бизниси, помош на невработените лица на ливите категории и така натаму за наредната 2026 година, кога очекуваме повеќе од 15.000 млади лица да најдат интерес токму преку оперативниот план, да отворат свој бизнис, стартап компанија или да се вработат. И секако втората точка на дискусија ќе биде унапредување на политиките и мерките за постапување баланс. Та има и точка разно, каде што сигурно ќе биде донесе некоја нова точка на самиот по предлог на работодавачи и синдикати. Заменикот министер за економија вели дека со конкретни економски мерки очекувањата на владата се инфлацијата следната година да падне на 2,5%. Ние успеавме од една галопирачка инфлација од претходниот период и претходната влада да смириме на еден, да речам, се уште недоволен степен околу 4% инфлација, што исто така према нас е високо ниво на инфлација, но не толку високо како што било пред година и пол, 2-3 и така натаму. Меѓутоа, наредната проекција ќе биде да инфлацијата биде на едно пригодно ниво од 2,5 до 3%, таа е проекцијата на владата. Ставот на работодавачите за минималната плата и натаму останува ист. Плата без продуктивност, зголемување тешко ќе има. Нашиот став за минимална плата не е променет. Сметаме дека споредувајќи во однос на просечната плата, во однос на другите критериуми, кој е GDP по жител и така натаму, ние имаме, така да се каже, една од највисоките минимални плати во однос на тие критериуми и многу повисока од препораките на Европската директива за минимална плата. Инаку вчера синдикатите измерија дека потрошувачката кошничка за едно 4-члено семејство за месец декември изнесува 65.492 денари. Според нивната математика, овој месец е поскап за над 300 денари споредено со ноември. Најголемиот дел од домашниот буџет и понатаму оди за храна и пијалоци, 23.648 денари. Најголемо зголемување има кај облеката и обувките, со поскапување од над 140 денари месечно. Ако семејството живее под кирија, потребниот буџет значително расте, од 65 на над 80.000 денари. Пресметка за трошоците на 4-члено семејство од 1 јануари ќе прави и владата. Нема да биде минимална како синдикалната, туку просечна, според најавите. Таа кошница ќе служи како основа за креирање на идните економски политики.